благодарам за славењето, Андреј и Мита, како ги гаѓате песниве, како да сме се договарале онака за што ќе се каже, за што ќе се зборува. Тоа е многу интересно. И фала ти, Гого, за твојот ентузијазам, што има многу да се учи од тоа, барем јас имам да научам тој ентузијазам што е во тебе и таа радост е директно верувам дека доаѓа од Светиот Дух кој што тоа го ставил во тебе, значи тоа е квалитет што ќе прибира многу луѓе од светот и ќе ги донесе во црквата за да бидат благослов за црквата и сите заедно да бидеме благослов за светот. Со Ѓорѓи се знаеме одамна, јас сум кажал без пристрасност дека Ѓорѓи ми е од омилените, ќе кажам, од сите што се знам и што се дружам, едноставно така, кога сум со него се чувствам фино, добро и на мене, значи, ми кажал вакви сведоштва ќе нема да претераме, но 100, значи. И верувам за Ѓорѓи дека е црква во движење. Значи, со колата каде да се движи, значи, верувам дека тие зборови, тие луѓе што им ги кажува, што ги охрабруваш, значи не се на празно. Значи тие ќе си го дадат својот плод и затоа јас сега ги благословуваме тие, значи луѓе сигурно се преку 100, едноставно ги благословуваме да се присетат на тебе и да им текне дека си им ги дал тие зборови на живот. И да дојде до промена во нивниот живот, во фамилиите, во околностите, во се што ги засега. Затоа ги благословуваме, ве благословам и вас што не следите и што ќе не следите на Facebook. Некој ми кажа дека се молел 2 сати на јазици. За тоа нешто во мене дома како да бараше, како да влечеше од мене за нешто интересно, знаете, да дојде. Значи јас имав одма во главата која ми кажаа, значи, за денеска да проповедам, значи веднаш си знаев одма што ќе кажам. Но за денеска нешто се смени и си викам, ајде ти, Свети Душе, кажи ми ти. И пројде еден цел ден во четвртокот и во петокот почна да доаѓаат некои стихови, некои мисли и верувам дека тоа беше како поттик од Светиот Дух и затоа денешнава проповед ја нарекувам добри вести. Зашто 2020 се изнаслушавме, значи, лоши вести. И горе-доле, да, значи ние одлучуваме што ќе слушаме, али каде и да се свртиш, не можеш да не слушнеш на радио, на телевизија, дома, со твоите дома, со браќата. Знам дека многу помина низ проблеми, низ работи што не можат да се вратат, нели, за жал ги благословуваме, но ние што сме тука, продолжуваме, значи, во новата година, ќе започнеме, значи, со добрите вести, да видиме што тие значат за нас и како ние ќе можеме да ги искористиме да бидат од полза за нас, за црквата и за светот. Си мислев со што да почнам, да почнам со некои разлики, кој е плодот на благодата и кој е плодот на законот. Зашто? Зашто тоа ќе ме води до следното и верувам дека ќе биде интересно и длабоко и важно за сите нас. Знаете, добрите вести ќе се слушнат, али битно е да се задржат во срцето за да дадат плод. Кои ќе се задржат во
срцето ќе почнеш да ги зборуваш, а зборот се претвара во тело. Значи знаеме преку Христос дека зборот се претвори во тело. Затоа е битно тие добри вести да ги негуваме во срцето. За од срцето да излезат добри мисли, од мислите да излезат добри зборови. И зборовите ќе изградат атмосфера и работите ќе почнат да делуваат. Од прилика тоа е принципот. Ако останеме со старите чувства, со старите вредности, со старите мисли, не можеме да очекуваме нешто да се смени. Затоа е битно да зборуваме добри вести, за тие да се примат и за да можеме да видиме промена. Тоа е процес, но како што кажав на една од претходните проповеди, тој процес се вежба. Христос умре и воскресна за 3 дена. Значи се друго можеме да го постигнеме за 2 дена. Чим смртта се победи за 3 дена, значи се друго е смешка во однос на смртта. Затоа тоа се вежба. На некого ќе му треба 2 дена, на некого 2 години. И да не се срамиме од тоа. Бидејќи секој сме си во својот процес, секој со своето друштво во црквата да се храбриме, али пред се да си кажуваме добри вести. Зашто тие ќе го дадат плодот и ќе се види во животот на поединецот, ќе се види во црквата. Ќе можеме сега да започнеме со проповедта. Ви текнува на Мојсей во Стариот Завет, ви текнува на водата, на реката и ја претвори во крв. Значи, тоа е символ на Стариот Завет. Значи, ја претвори во крв и плодот на тоа беше што предизвика тага и смрт. Знаете, тоа е се страшни работи кои Мојсей му ги покажуваше на фараонот. Или во тоа време со одредена цел, меѓутоа сега замислете да дојде човек и Вардар да го претвори во крв. И како ќе се чувствуваме? Страшно. Од друга страна, Исус, кога дојде на сцената, водата ја претвори во вино. Чи одеднаш таа смрт и таа тага ќе смени во живот и во радост. И ќе кажам неколку споредби и ќе одговориме што се смени. Одеднаш гледавме смрт, тага, крв и сега гледаме живот, вино, нели радост, како символ на радоста. Следно што се случи, Мојсей беше слуга. Исус е син. Зашто Исус е син, синови сме и ние, и ќерки, нели? Се разбираме. Следно што се случи со Мојсей, Мојсей беше скриен во карпата. Сега, кој читал во Стар Завет, да не се враќам, да не губиме од времето, ќе пробам да завршам на време во тие минути што се определени, али Мојсей кога отиде да се види со Бог, Бог го скриво во една карпа и го сврти со грб, за само да го почувствува присуството и не можеше да го види лице во лице, а карпата беше Исус. Мораше да го стави во Исус, али пак ради Стариот Завет свртен со грб, зашто ако го видеше во лице, ќе предизвикаше смрт. Сега, од друга страна, Исус се преобрази на планината, на гората, и Петар и Јован го видоа во лице. Да падна, се поклонија. Но кој беше резултатот кога Мојсей се симна од славата, луѓето бега и писка и вриште, бидејќи славата на Господ, благодата и вистината беше за нив енигма. Значи они не можеа да ја издржат таа убавина. Бидејќи беа под
осуда, беа во грев. Значи со два збора беа за жалење. На Исус кога се преобрази, кога ќе покажа славата светна, како што ќе го видиме, се симна доле и луѓето не бегаат, туку ги привлече. И прашањето е, што се смени? Одеднаш оваму пискаат, вриштат, а ваму пискаат и вриштат за да се доближат до него, значи да примат исцеление, да примат, да слушнат збор, да бидат благословени. Сам дека имам тука уште еден пример. Да, и значи ние Исус го гледаме директно очи во очи. Мојсей го следеше темен облак. И тоа им донесе на луѓето кога Бог почна да збори, оти побараа Бог само да не му зборува на Мојсей, туку да го слушнат сите. И кога дојде Бог, дојде со облак кој е темен и кога почна да збори, значи тоа беше ужас и терор. Значи самиот Мојсей кој го познаваше Бог, да кажам, од поблиску, пишува таму се тресеше од страв, од ужас. Зашто? Зашто беше под осуда? Зашто мораше нешто да направи? А од друга страна, Исус дојде со светол облак на гората, Бог таткото. И Петар и Јован кога клекнаа, кога се поклонија, кога се збунија, таткото им кажа, не плашете се, ова е мојот син кој е по мојата волја. Интересното е што, значи пак ќе прашам, што се смени? Значи Исус во облакот, во светлиот облак ја покажа неговата слава, а тоа е благодата и вистината. Видекнува на Мојсей кога се доближи до гората. Бог му кажа, соблечи ги обувките, газиш на света гора. Дори и животно да се допреше, се наредуваше да биде каменувано. А во Новиот Завет го гледаме таткото што трча по синот и вика, облечете му обувки, да гази во мојата слава. Што се смени? Се размислувале? Што се смени? Како одеднаш Бог, људ, суѓето осудени во стравови, во ужаси, во терори, крв, тага, смрт. Исус доаѓа, живот во изобилие. Се смени заветот. Значи, тоа беше стариот завет, каде што беше склучен меѓу Бог и меѓу човек. И тие завети кои се склучуваат меѓу луѓе не се совршени, а новиот завет се склучи меѓу таткото и синот, што е голема разлика. Во англискиот има два збора за завет. На македонски е завет или сојуз, али во англискиот е тестамент, како новиот тестамент, и ковенант, како новиот завет. И тука има мала разлика, али разликата е голема за нас, бидејќи придобивката за нас е огромна. Ќе видиме истекот на проповедта која е разликата. Овдека сум пишал, како што кажа, дека стариот завет е меѓу Бог и човек и може да биде прекршен, бидејќи човекот е слаб. И најверојатно и видовме дека секогаш се прекршуваше, затоа ги правеа тие крвни жртви, се колеа гулаби, бикови, животни, за една година гревовите да бидат покриени,
ама не тргнати. А Исус од друга страна влезе со својата крв и не ги покри, туку ги тргна еднаш за секогаш. Значи, тоа е големата разлика. Ковенант, заветот, може да биде прекршен. Исто како што може да се прекрши бизнис за жал или брак за жал. Бидејќи вклучен е човек. За жал, каде што е вклучен човек, може нешто да се прекрши. Меѓутоа, новиот завет е меѓу таткото и синот и не може да биде прекршен. Тестаментот што Исус го остави преку својата крв, сум работиве ги пишав, зашто се сериозни и се многу добри вести. Да не сгрешам во некој зборче. Тестаментот зависи само од смртта на оставителот, на тој што го остава. Тоест, тој што го остава тестаментот и не зависи од животот или делата на тој што ги добива. Го разбираме ова, да го прочитам пак. Тестаментот, значи новиот завет, зависи само од смртта на тој што остава од Исус. И не зависи од животот или делата на тој што ги добива. Тестаментот на мене ми текнува на детето ми, ја тестамент ќе пишам кога ќе умрам, ќе ве викнат на суд и ќе си знаете што ви следува. Исус ни остави тестамент. Тој тестамент се добрите вести. Што Исус поседува се, така, значи се е во него, се е преку него, се е за него и го остави на нас. Амин. Сега, затоа тестаментот или значи новиот завет не може да биде прекршен, бидејќи целосно зависи од Бог. Значи Бог така си реши, се договори со таткото. Стариот завет го исполни, бидејќи беше многу комплициран за човекот и тежок, го исполни за сите нас, за целото човештво. И кажа, го исполнив и сега ќе умрам и тоа ќе важи бидејќи умрев, но сега ќе оживеам и ќе воскреснам да биде во сила и ќе го дадам Светиот Дух да ги потсеќа. Светиот Дух е во нас како гаранција, како залог, дека тоа што Бог ни го оставил, како адвокатот ти звони, тука и тука, имаш тестамент, имаш наследство. Те потсеќа на добрите вести. Не мора да слушаш во светот. Светот ќе ти каже за болести, за смрт, за тага, за страшни работи. Знаеме, сме искусили. Но Исус, Светиот Дух, ни чука во умот, во срцето, преку Духот што е во нас и не потсеќа дека ние имаме наследство и тестамент. И затоа е во нас да ни помогне да ја уживаме таа полнота. Значи не зависи од нашиот живот и од тоа ние што правиме. И сега можеби некој ќе каже, па тогаш да грешиме, ама не, тоа наследство, тој Свети Дух што е во тебе ќе те промени целосно. Ќе нема да сакаш да го правиш тоа. Задоволен човек ќе нема да краде. Сит човек ќе нема да брза. Сте приметиле човекот што е гладен, што е во сиромаштија, во беда, значи ова го зборувам со почит, значи јас сум бил таму. Значи ние еден период во животот можам да кажам дека бевме сиромашни, многу. И тогаш јас јадев брзо, зашто си мислев дека ќе нема, дека тоа е последно. И јадеш брзо за да се најадеш, да не ти го земат
мислејќи дека ќе нема. Сега Исус во неговиот тестамент ни пиша се, да има за секој се и сешто, за да нема ривалство меѓу нас, да нема расправи, секој да биде задоволен, да нема надпревари, да нема философии, ама тебе Господ те благословува, а види ти вчера сгреши, а јас од цела почит, и се враќаме на приказната на двата сина. Ја цело време бев со тебе, Господи, ти не ме благослови. Ама на синот му текна, си дојде на себе си, му текна што има и кој. А тој, иако близко до Господ, иако 20 години во црква, не му текна да побара од Господ. Се плашеше да побара. А Бог не љуби. Зашто да се плашиш од некој што те љуби? Да го побараш тоа што веќе е твое, што веќе е остаено за тебе, за ти да го користиш. Значи има доволно за сите да живееме во изобилие, да царуваме. Да направиме една паралела во разликата помеѓу жетва и наследство, за да видиме претходно што го кажав, да видиме појасно. Сум пишал, за да имаш жетва, потребно е да направиш нешто. Значи, пак зборуваме, значи, нешто треба да направиме, да садиме, да ставиме вода, да сееме, па после тоа да жнееме. Значи, се бара твој труд. И не викам да не ме разберете, значи, треба да се вложи цел труд, ама не во ова. Јас зборувам дека не ти треба труд за нешто да примиш што веќе си го добил од Господ. Ме разбирате? За да имаш жетва, потребно е да направиш нешто, тоест да садиш, да вадиш, да сееш, па на крај да жнееш, но за да примиш наследство, тестамент, мораш да бидеш некој, да бидеш син и наследник. Значи тие во Стариот Завет пробуваа нешто да направат, да исполнат, за нешто да станат. И не беше сигурно тоа пак. А веќе ние станавме, значи почнуваме од точка, од основа на синови и на ќерки. Станавме, значи ние веќе сме синови и ќерки. И сега пред нас е тестаментот, што треба да го живееме со Светиот Дух. Сега да прочитаме некој стих. Евреи 7 глава 22. Ова се многу интересни стихови, што вчера кога ги читав, ме расплакал, значи наискрено. Така ги доживеав. Уште повеќе, значи читајте си ги комплетно, за да ви биде во контекст, али јас сега, за да не губам време, значи ќе ги читам само определените стихови што сум ги пишал. 7:22. Уште повеќе и Исус стана залог на подобар завет. Залог значи гаранција. Евреи 9 глава 15 и 17. Ова е многу јако. Ова ме распла. Затоа тој, Исус, е посредникот на еден нов завет. Значи сега зборува за New Testament, значи за тестамент. За повиканите да го примат ветувањето за вечното наследство. Вечното наследство. Знаете, кога Бог нешто прави, го прави вечно. Не го прави тоа да биде несигурно, па сега дали сум спасен, па чекај вчера, помислив нешто, не сум спасен уште, не. И сега ќе се помолам, сега сум спасен и одам. Значи цело време нешто правиме, никој не те тера ништо да правиш. Веќе си син и ќерка, не мора
да му докажуваш на Господ, на себе, на браќата, не мора ништо да правиш. Од тој аспект на идентитет не мора ништо да правиш. Запамтете, за да го примат ветувањето за вечното наследство, откако поднесе смрт за откуп на престапите направени во првиот завет. Целото човештво го покри, го исчисти. Зашто каде што има завет, потребно е да се докаже и смртта на заветувачот. Ова е многу важно. Значи, мора човек да умре за тестаментот да важи. И еве го, Бог умре за тестаментот да важи за нас. Имено, заветот станува полноважен по смртта, а никогаш не важи додека живее заветувачот. Затоа Исус мораше да умре. Сакаше да умре. За да важи за нас. И учениците кои се збунија, ама чекај, каде ќе одиш? Мораше да умре. Сакаше да умре. Зашто знаеше дека за сето тоа да го добијат, за тие бенефити, да беа во тага и во страв скриени, ама кога им го даде залогот, гаранцијата на светиот дух, одеднаш пуф, се смени све. Црквата почна да расте, убавин. Да, има проблеми, ама идеја како синови, а не идеја тек да постигнат дека се синови. Оке, до 17 стих, да не продолжуваме, зашто ќе заглавиме. Евреи, 6 глава, 13 до 20. Навистина, кога Бог му даде ветување на Авраам, немајки никој поголем за да се заколне во него, се заколна во самиот себе. Значи, Бог кога се колне не си игра играч. Заклетвата е света работа за Бог. Тоа е гаранција. Велејки, на вистина ќе те благословам и ќе те преумножам. И така, чекајки, трпеливо го доби ветеното. Луѓето всушност се колнат во она што е поголемо од нив и кога ќе се заколнат, завршува секаква натамошна расправија меѓу нив. Брат, жими мајка, до утре ќе ти ги вратам парите. И одеднаш пуф мир. Расправијата прекинува, човеков се заколна, вети дека ќе биде. Сега тој може да ислаша пак. Може ли Бог? Значи Бог се заколна и сета расправија во срцата, во моето, во твоето, прекинува. И настапува мирот. Секој немир, секој страв прекинува, зашто Бог даде заклетва, се заколна. Бог не лаже. Амин. Амен. Колку јако, овие кој ги читав, како да ги читам за прв пат. Завршува секаква понатамошна расправија меѓу нив. Така и Бог, сакајќи на наследниците на ветувањето, посебно да им ја покаже непроменливоста на својата цел, се послужи со заклетва. Така што преку тие две непроменливи работи, значи не можат да се сменат. Што и да правиш? Што и да правиш? Не можат да се сменат, тие се непроменливи. Тие се вечни од вечниот Бог. Со кои не е можно Бог да лаже. Нека имаме цврст поттик да ја досегнеме надежта што е поставена пред нас. Ја досегнуваме со верата. Надежта ти дава слика, за да можеш да ја видиш. Да можеш да замислуваш, да замислуваме. Да замислуваме за живот, да не замислуваме за смрт. Амин, амин, амин. Верата ќе ти помогне, преку Светиот Дух ќе те потсети да замислуваш, имагинацијата да ти биде за живот. Сум кажал, ќе кажам, пред сите. Значи, кога се запознав со Данче, онако ме виде, од кога се земавме, после тоа ми кажа, се што има во имагинација,
за мојот маж се исполни во тебе. Сега за некој ќе биде фалење, ама она тоа го замислила и одеднаш јас сум дошол. Сум бил приморан да дојдам ради верата на Данче. Али зборот станал тело. Значи да замислуваме убави работи. Убава иднина. Алес, требаше да слушнеш, брат, ова сега, ајде, ќе слушаш, ајде, после. Оке, прочитавме ова. Значи, надежта ти дава слика, ти ја дава сликата за ова што го прочитавме, што го зборувавме, за верата да може да го зборува. Оти, нашата вера не е да се ќутиме во инат и во гнев и ќе биде. Не, твојата вера зборува, ослободува, работи, креира, ги носи работите што веќе се твои. Интересно, ете. Значи, имагинацијата на Данче ме привлече да дојдам во црква. Сега работиве што ги прочитавме малку да ги објасниме, си ги пишав пак, оти се сериозни ствари, збориме значи за вечни ствари, за завети и тука не сме да се сгреши било што. Две непроменливи, видете, значи сега ги читавме, ме следите така. Две непроменливи работи кај Бог се базирани на неговата природа и неговата личност. Неговото ветување, ова е залог, гаранција на неговата верност и праведност, бидејќи таква е неговата природа. И второто, за личноста, неговата заклетва, ова е залог на неговата бесконечна совршеност, на неговата божественост, бидејќи се заколна во самиот себе. Таму пишува, читајте ги, значи, евреите се чудесни, немаше во што да се заколне, нешто е поголемо од него, како ние се колнеме во работи што се поголеми од нас, се заколна во самиот себе. Значи, тоа е гаранција, тоа е сигурност, тоа е стабилност за тебе и за мене, и за црквата, па и за светот. Кога ние ќе го разбереме тоа, кога ќе влеземе во тоа, ќе се смени све. Бидејќи земјата копне и стенка да се родиме ние, да ни текне кои сме, да си дојдеме на себе, дека сме наследници. Амин. Океј. Као што прочитавме преска во Библијата, заклетвата става крај на секоја расправија, бидејќи е потврда или стабилност и гаранција. Божјата непроменлива заклетва носи крај на секоја идеја или концепт спротивен на зборот Божи. Обично ние во нас знаеме да бидеме љути, да се буниме. Значи ова го зборувам за нас, да се свестим, во самите нас да прекине таа расправија. Ама зашто, како? Стоп! Ако мислиш така, годинава ќе биде иста таква. Што треба да се смени за да се смени се? Умот. Значи некои луѓе тоа ќе ви го представат, фала му на Господ што кај нас во црква се представува како промена на умот. Покаяние, покајте се. Промени го умот. Да се покаеш, значи да го промениш умот. А ќе го промениш ако ги слушаш добрите вести. Тие добри вести има тенденција, бидејќи се Божи, како што кажав на почетокот, да влезат во твоето срце. И устата зборува од тоа што срцето е полно. Значи, тие слики ќе влезат во твоето срце, ќе почнеш да замислуваш, имагинацијата ќе ти проработи. Ви текнува во Ефешани во 3:20.
Се што можете да замислите, Бог ќе ви даде преку тоа. Ќе ве надмаша, значи не можете нешто да замислите што Господ ќе каже, леле, ама замисли овој сега, како ќе го исполнам ово. Ќе го усоврши, совршено ќе биде. И ќе го донесе, бидејќи ќе почнеш да го зборуваш тоа што ќе го видиш. Ако ќе почнеш да го зборуваш, бидејќи го зборуваш преку Светиот Дух, зборот станува тело. За Исус се пророкуваше колку години веќе? Многу. И стана тело. Чи стана, значи 3000 години, стана тело. Чудесно, а? Сега, што значи ова за нас практично? Практично, после се тоа што го кажавме, е дека треба секоја караница и расправија да прекине во секоја личност поединечно. Во секоја врска, дома или во фамилијата, или во црквата. Сега мора да се задоволиме во тоа. Бидејќи тоа е совршено. Сега замисли да ти звонат и од Нов Зеланд си имал некој чичко, наследство ти става многу пари. И ќе блискаш. Ова Господ се заколна, што поседува се. Злато, сребро, пари, јадење, пиење, уживање, единство, црква, Свети Дух, све ни даде. И ние се караме во нас. Љубомориме на другиот. Затоа нека прекине секоја караница во името на Исус. Има за секого доволно се и сешто. Да уживаме, да живееме, да царуваме. Во љубов и тоа го менува светот. Ништо друго. Ќе нема да тоа смени. Господ не е сиромаш и не ќе да те казни со сиромаштија. Исус се роди во штала, али после тоа со купиштата, злато што ги прибра од мудреците, читаме дека живееја во куќа на спратови. Живееја одма во зграда, во изобилие. Откаде тие пари он да плати ко дете да учи? Значи Исус беше богат. Ако сте имале во главата дека е сиромашен, Исус беше богат. Исус беше многу богат. Исус беше милиардер во тоа време. И не му беше проблем да иде, да помага. За тоа пишува, раздаваше и духовно, раздаваше и физички. Зашто? Тоа му е дел од природата. Да дава. И беше, значи, богат, беше многу богат. Читете во Библија. Заклучок. Ако Бог се законеше во нешто конечно, можеби ќе можеше тоа да пропадне. И тогаш обврската на Бог ќе ја снемаше. Ова е по логика. Ова се случува со човекот. Нешто ќе пропадне и обврска ти веќе немаш. Но Бог се заколна во нешто бесконечно, во себе, во својата личност. И не може да лаже. Затоа неговата заклетва е вечна обврска. Значи, Бог ние не го условуваме дека му е тоа обврска, дека мора. Он така реши. Нас само треба да ни текне. Сега ти ќе нема да пристапиш, обврска ти е. Не, ти си син, не си... Значи, кажавме, расправијата во самите нас да прекине, да пристапиме како деца пред тронот. Значи, обврската Бог си ја постави да му биде вечна, да уживаме, да царуваме. И не може да ја прекаше, зашто не може да лаже. Зошто? Не е можно Бог да лаже. Овој збор во стиховите што и читавме на грчки, мислам дека е на грчки, да е адунатос. И тој збор ни кажува и ни открива зошто не може да лаже. Значи, тој збор
кажува дека тоа е во неговиот дух, дека Бог е духот на вистината. Дух на вистина не може да лаже. Светиот дух е дух на благодат и дух на вистина. Не може да лаже. И да сака не може. И колку ова во нас ќе не зацврсти, ќе ни даде радост. Значи ова се добрите вести. Дека ние имаме се да се исползуваме од тоа. Два Тимотеј 2:13. Ќе прочитам преводот кај нас, па ќе прочитам, го пишав еден добар превод од една друг превод на Библија, што е многу подлабок. 2 Тимотеј 2:13, ова е многу јако. Ева го Тимотеј. Да шушка. 2 Тимотеј 2:13. Кај нас е волк. Ако сме неверни, тој останува верен, зашто сам себе не може да се откаже. И волку, знаете, да биде, доволно е за тоа што се кажа. Значи, и ние да сме неверни, тој останува верен, зашто сам себе не може да се откаже. Ветил, духот на вистината е он. Е сега еден интересен превод, го најдов, вака вика. Дури кога ние сме слаби и не веруваме, тој останува верен на нас и ни помага, бидејќи не може да не отфрли, затоа што сме дел од него, едно сме. Не може да те остави, значи Господ. Од него сме. Во Ефешаните, во македонската Библија, заборавив во која глава, еден стих е скратен, го нема. Човек, дајде, да не помислам, како намерно, пишува дека сме негови коски и негово месо. Ќе го најдам, ќе ви го кажам. И еве, стихов ни кажува дека не може да не отфрли, затоа што сме дел од него. Едно сме со Бог. И затоа секогаш ќе ги спроведе неговите ветувања во нас. Нема опција за нас. Што и да правиме, каде и да сме, што и да мислиме. Благослов, пуп, благослов, пуп, благослов, пуп, одоле благослов, одгоре благослов. Не можеш да бегаш од благослов. Но треба да се согласиш, да сакаш. Има луѓе не сакаат, се плашат. Еве, ја, пример, порано се плашев, значи од многу ствари. Еве, се плашев да се пуштам на Фейсбук. Глупости. Не мора да се плаши од ништо. Бог е добар, ни вети, се законна и сите тие ствари што ги кажам. Новиот тестамент, завет, го кажувам ко тестамент, зашто го мислам на New Testament. Зависи само од него и неговата завршена работа на крстот. Новиот завет е вечен завет. Треба Исус да го снема некако, да престане да постои за сето тоа да прекине. Тоа е невозможно. Значи он веќе воскрес. Ќе дојде, да, ама да веруваме дека ние сме сега Исус на земјата, бидејќи сме едни. Веруваме ли дека ние можеме да правиме поголеми дела? Со Светиот Дух. Преку овие ствари. Многу работи. Че ја кога гледам земјата што има, убавини, богатства, си викам, леле, Господи, ова се е Твое. Чиме Твое наше. Секоја расправија во нас да прекине. И да грабнеме, да замислуваме тоа што е наше. Да не се плашиме.
Чекај го уште има. Римјани 14:23 вика, ќе го најдеш, Андрече, се што не е од верата е грев. Зашто е грев? Сега, многу луѓе се плашат од зборот грев. Ај вака ќе го прочитам. Се што не е од верата е промашување на целта. Амин. Се што не е од верата, се што пробуваме ние надвор од завршеното дело на крстот да направиме, е промашена цел, изгубено време, утка. И не е страшно. Значи не е грев за во пекот. Спасени сме. Вечно сме спасени. Промашена цел. Промашено е да не живееш преку вера, да не живеам преку вера. И барем ја тоа го промашувам често. Али се подсеќам. За тоа сме ние во црквата. Со поблиските, со тие што сме. Да се подсетуваме кои сме. Многу важно. Се што не е од верата е промашена цел. Утка на целта. Да се живее во верата, значи да за се што ни треба однапред да благодариме. Тоа е животот во верата, да благодариш. Значи, кога веќе све сме примиле, логиката е да благодариме. Да. Еве, едно дете кое што е искрено, што нема врска, препознава кој се мајка му и татко му. И фала мамо, фала тато. Значи, дома со мате, значи, кога ќе ми каже фала тато, се топам. Значи, да бидеме како деца, да благодариме. И како што кажав, благодари. Ако не дојде тоа за 2-3 дена, продолжи да благодариш. Верата продолжува, а не прекинува. Таа се шири. Да не ја кратиме ние, да не си видиме ние самите на себе пречката за самите себе и са другите. Значи, тоа е нашиот дел, да благодариме. Направено е се. Наше е да благодариме преку верата. Како што кажав, со години, секоја година во одредена сезона и период се разболував по 2 пати и ми текна, чекајве преку раните на Исус сме исцелени и почнав да благодарам, почнав да изјавувам дури храбро да го користам името на Господ, јас сум во сегашно време, јас сум здрав и еве веќе 2 години, 3 се немам разболено, циклусите се сменија. Тоа можеме да го правиме со се што ни е ветено, со наследството. Имаме ветувања дека ќе останеме вечно млади. Сега, некој тоа го користи и е млад, ќе го видиш на 70 години, а бе као 40 има. Некој ќе го видиш на 35, на 40, како 60, остарен. Нама може тоа Господ да го врати. А како ќе го врати? С Господи те молам? Не. Јас, мојата младост се обновува секој ден и секој ден. Зборот станува тело. Го имитираме Бог. Тоа го зборувавме, да не се враќаме. Неговата работа на крстот е доволна. Сите што ме слушате, завршено е. Доволно е. Крстот е доволен. Завршено е. Да се одмориме од нашите дела и да влеземе во неговиот одмор. Евреи, да читаме. Тоа е суштината на новото создание. 2 Коринтијани 5 глава, на крај сум. Со времево ми е проблем. 2 Коринтијани 5 глава. Интересно ви е? Да. Тоа е тоа. 2 Коринтијани 5 глава од 14 до 20.
ова како шлак на све што зборувавме. Зашто Христовата љубов не обзема откако дојдовме до заклучокот дека штом еден, Исус, умрел за сите, значи сите умреле. Шам, ќе умре човек и леле, дали се спаси, не беше крстен. Читајте Библија, во неговата смрт сме крстени. Кога он умре, умревме сите. Да се крстиш, значи да умреш. Значи, кога он умре, сите умреа. Не ве пишува. А тој умре за сите. И тој страв, ако човек умре, а не е крстен, не е спасен, не го верувајте. Тоа е стар завет. Ова е нов завет. Има разлика. Смрт, тага, живот, радост. Голема разлика има. Пак ќе прочитам. Зашто Христовата љубов не обзема. Знаеш кога си обземен, целосно, кога ќе се влюбиш, Гого? Обземен си, тоа е тоа. Откако дојдовме до заклучок, дека штом еден умрел за сите, значи сите умреле. Не само црквата, целиот свет умре во Исус. А тој умре за сите. Та живите, ние што сме свесни, што знаеме, што сме во црква, да не живеат повеќе сами за себе, туку за оној кој умре и воскресна за нив. Затоа од сега ние не познаваме никого по тело. Ќе додадам, дури ние самите не се знаеме веќе по тело, оти по тело ќе се збуниме. Иако Христос го познававме и по тело, сега веќе не го познаваме како таков. Значи мораме сите луѓе да ги гледаме преку призмата на Христос, али за да тоа се случи, првин треба ние да се гледаме преку Духот. Ако ние сме во расправија со себе, што очекуваме да благословиме другар, човек, пријател, колега светот? Значи, иако Исус беше во тело, сега не е. Иако ние сме во тело, да се гледаме преку ветувањата на Господ, се заколне. Бог не лаже. Духот на вистината тоа го потврди. Гаранција даде. Воскресна. Гаранцијата е Светиот Дух во нас, кој што не може да избега, да го снема, во нас е. И така, ако некој е во Христос, значи ние сме тие свесните, затоа сме дошле во црква. И нашата задача е да ги свестиме другите. Една мудра жена кажа, ќе парафразирам, јас од секојаш бев ќерка на Господ, но сега дознав. Значи мора да му кажеме на светот дека се синови и ќерки на Господ. Ново создание сме. Кога сме нови, треба ново да се гледаме, ново да размислуваме за самите себе. Значи првин е ова за нас. Ако ние не се гледаме така, ако не размислуваме ново за нас, не можеме да размислуваме ново за другиот. И така, ако некој е во Христос, тој е ново создание, старото помина. Еве, се стана ново. И сето ова е од Бог. Не е до нас, од Бог. Он така, значи, реши, така сакаше во неговата благодат. Кој не измири со себе преку Христос и ни ја даде службата на измирувањето. Имено Бог го миреше светот со себе во Христос. Кога сета расправија во нас ќе заврши. Ќе го мириме ние светот во Христос, не во нас, не со нашите, ама тој е таков. Кажа за него пред 20 години, тој е таков да го избегнуваме. Не е таков. Може би бил, може би е уште,
но ќе му помогнеш ако му кажеш кој е во Христос. Тоа ќе го смени. Не земајќи ги предвид неговите престапи, ни го довери нам словото на измирување. Значи, ние сме Христови пратеници. Бог ве моли преку нас. Помирете се со Бог. Сите што ќе слушаат на Facebook, што ќе гледаат, сите што ќе се подсмеат, роднини што ќе кажат, ви зборувам на вас, дека Исус ве сака, дека сте негови деца. Помирете се со него за да живеете надвор од вас, да прекине расправијата во вас, да може да живеете во слобода, да уживате. Да, ќе има проблеми, ама ќе ги поминеме со Исус. Едно сме со Бог. Амин. Светот те подсетува колку е тешко, а таткото те подсетува колку многу те љуби. Биди задоволен во своето битие со самиот себе. Задоволи се во идентитетот, тоа го мислам. Ако бараш задоволство во благословот, некаде по патот можеш да се изгубиш. Ако се задоволиш во битието, за клетвата, во клетвата на Господ, дека веќе се имаш, се е твое. Има ли нешто што не сме примиле? Примивме се. Наше е да го доведеме. Од надежта, верата да почне да збори и да дојде. Тачно. Ако бараш задоволство во благословот, некаде по патот може да се изгубиш. А ако сме задоволени во идентитетот, така ќе бидеме задоволни и во многу и во малку. Има сезони, толку, окей. Затоа имам други браќа и сестри, ќе покрепат. Али никогаш да не ги гледаме грешките на луѓето како идентитет, да не ни бидат грешка, зашто Бог така не гледа. Значи да го храбруваме новото создание во нас, да мислиме убави работи за нас и за другите, да не мислиме само за себе, да не заглаиме па со себе, да мислиме и за другите убави работи. Сакај се себе си и прифати се така како што Исус те замисли и те создаде во новото создание. Амин. Благослов да сите.